Хаварисани, дотраени и нерегистрирани возила, како и земјоделска механизација, оставени на јавни површини, го нарушуваат комуналниот ред во Штип. Комуналните инспектори најавуваат вонредни инспекцијски надзори и санкции за прекршителите. Во насока пак на остварување на економичност во постапката, ги информирани субјектите кои што сториле ваков прекршок, дека доколку не го отстранат истиот, согласно Законот за комунални дејности се предвидува и парична глоба за непочитување на одредбите од одлуката за комунален ред на општина Штип, која што глоба изнесува 50 евра во денарска противвредност со можност за порамнување, односно намалување на глобата доколку сторителот ја плати истата во определениот законски рок од 8 дена. Од почетокот на годината на територијата на општината се регистрирани околу 80 вакви возила. Но, што следува откако инспекторите ќе утврдат дека возилото е оставено спротивно на одлуката? До сега, од почетокот на годината, имаме евидентирано некаде околу 80 на возила, на кои што претходно се остава опомена во рок од 8 дена. По истекот на тие 8 дена, следува постапка каде се пишува записник и потоа исто така решение за отстранување до јавното предпријатие кое што е должно за отстранување на тој тип на возила, хаварисаните возила, и истите се носат во по одлуката за комунален ред, се дислоцираат во Новакова чешма, во магазините на ЈП Стипион, и потоа доколку прекршителите, односно собствениците на возилата, на тие хаварисани возила сакат да ги подигнат, потребно е да уплатат финански средства од 3000 денара, за да се го подигнат истото возило, назад. Од тука се упатува и апел. Затоа упатуваме апел до сите граѓани, доколку нивните возила не се во возна состојба, односно не се регистрирани, да не ги оставаат на бележаните јавни површини во централното градско подрачје, исто така и пред колективните стамбени објекти.